Го следите најновото издание на регионалните вести. Жители на булеварот Маршал Тито во Тетово реагираат на бавната реконструкција на тротоарите пред нивните згради. Оваа јавна површина е раскопана повеќе од 4 месеци. Поради ваквата состојба жителите се гушат во прашина, а голем дел од нив паднале и се повредиле поради дупките и вдлабнатините на тротоарите. Жителите од стамбените објекти долж булеварот Маршал Тито живеат во прашини и смрдија поради бавната реконструкција на тротоарите пред нивните згради. Ова јавна површина покриена со земја и песок. Граѓаните чекаат да се поплочи повеќе од 4 месеци откако беше изваден асфалтот. Прашината од тротоарите ја внесуваме дома, не можеме ни прозорец да отвориме, а дел од шахтите се отворени од каде се шири неподнослива миризба. Велат граѓаните кои денеска се собраа јавно да го искажат својот револт поради ваквата состојба. Носиме свите камења, прашин дома ги носиме свите. Нервоза. Многу прашина влага и се нервоза ни се свара најголема. Да изнајде начин, ако нема доволно средства да се продолжи со коцките, онда нека се стави асфалтот и ние ќе бидеме задоволни да се осеќаме дека живееме во град. Овака е катастрофа. Во иста состојба се наоѓа тротоарот од спротива покрај градскиот зелен пазар. Таму тротоарите се раскопани и не се безбедни за одење. Отворените шахти има искршена нога, рука, паѓа деца мали. И така да ова мора да се санира. И од канализацијата шахтите отворени се. И тоа утиче све, деца имамо мали. Од општина Тетово велат дека фирмата која го реконструирала тротоарот подолго време не можела да се снабди со бекатон плочки како што налага проектот. Материјалот велат тотално ќе пристигне неделава и веднаш ќе се пристапи кон финализирање на реконструкцијата на тротоарот. Пожарот на Сувагора се приближува кон Тетовска Гургурница. Местното население се бори со пламените јазици веќе 10 дена, а од денес на терен се и екипи на Дирекцијата за заштита и спасување и Македонски шуми. Планината Сувагора, ватарот на тетовското село Гургурница 10 дена гори. Пожарот никако да се стави под контрола. Пламените јазици се прошируваат кон густата шума во близина на селото. Градоначалникот на општина Брвеница Енвер Паезити вели дека пожарот може да се изгасне само од воздух затоа што се работи за непристапен терен, но досега на оваа локација не интервенирал ниту еден хеликоптер и покрај нашите апелите на мештаните упатени до централните власти, надлежни за гасење на пожарите, вели Паезити. Стравуваат дека огнената стихија ќе ја зафати густата шума и селото. Ние го знаеме реално ризикот што може да се случи. Овај дел кај што сега гори, тоа вистина вака гледа како не е. Меѓутоа, од тоа има уште 200 метра и пожарот ќе влезе во густата шума. Ако влезе во густата шума, тогаш и да се интервенира не ќе може да се угасне, бидејќи се работи за шума, сува, стебла, дебели кои горат и ќе горат више нема како во Македонски Брод што се случи. И значи превентивно треба да се делува и спаѓа ние треба да дозволиме да изгори па после да интервенираме. Селаните од Гургурница кои 10 дена дежурат и се обидуваат да го спречат пожарот да не ја зафати густата шума веќе се заморни, истакна Паезити. Немаат никакви соодветни средства за гасење. На помош доаѓа екипа од Тетовската противпожарна единица, но и таа не мокне да ја стави под контрола огнената стихија, вели Паезити. А тоа дефинитивно они се изморени 10 дена, ден и ноќ седат таму дежурат и гасат пожар. И сум дека некоректно е. И пак има релевантни органи кои треба малце посериозно да ги сваќат овие работи. Тетовското село Гургурница граничи со Македонски Брод, општина каде има изгорена голема шумска површина. Мештаните од Гургурница бараат властите што поскоро да делуваат превентивно. Во спротивно ќе ги снајде истата судбина како и селаните од соседната општина. Летниот период во Гостивар секојдневно се слушаат рафали од огнено оружје кое се употребува на семејни веселби. Досега 2 лица беа тешко повредени како последица на пукање по свадби. Двајца млади гостиварци летово завршија со сериозни повреди од куршуми испукани на семејни веселби. Едниот додека и самиот бил дел од свадбата, а другиот додека се возел по пат на трактор. Летниот период во Гостивар секојдневно се слушаат рафали од огнено оружје. Пушките и пиштолите се неизбежен реквизит во славењето и се користат без да се мисли на последиците, кои некогаш може да бидат и фатални. Минатото лето полицијата поднела 2 кривични пријави против лица кои пукале на свадби и се сомничат дека се одговорни за нанесување повреди. Регистрирани се и повеќе оштетувања на автомобили или објекти од заталкани куршуми.
2016 се пријавени се 10 оштетувања, кај што се преземат мерки за нивно реализирање. Имаме 2 тешко повредени, кај што се поднесени 2 кривични пријави од страна Крим полиција Гостивар, значи по член 288 од Кривичен законник на Република Македонија, и едно лице против едно лице, значи кај што се работи уште на случај. Командирот на полициската станица Абдураими порачува дека граѓаните треба да се воздржат од употреба на огнено оружје при семејни прослави, за да се избегнат несакани последици. Значи се преземат соодветни мерки да се внимават, да не се употребат огненото оружје по свадби, бидејќи сите ќе бидат казнети во таа намера. Пред 2 години во Гостивар заталкан куршум усмрти 10-годишно дете. За 280 деца е надминат капацитетот на објектите на градинката Младост во Тетово од мајскиот уписен рок досега. Објектот кај поток ќе биде затворен поради поголеми реконструкции, а децата ќе бидат префрлени во објектот кај спортски центар. Цело лето објектите на градинката Младост во Тетово згрижуваат деца. Сега веќе се подготвени со полн капацитет да почнат со работа од 1 септември, како и останатите образовни институции. Со дозвола на Советот на општина Тетово веќе е надминат дозволениот број на запишани деца, а се очекува дека во втората половина на месецов интересот ќе биде уште поголем. Предност на згрижување ќе имаат децата со целодневен престој. Моментално тука имаме негдека 250 деца од свите објекти. Центрите за ран детски развој не функционираат, значи немат деца, но очекуваме од септември многу зголемен број на деца по тоа што сме установиле, по барањата што са дадени од страна на родителите. Очекуваме надкапацитет деца. Затоа имаме заедно во соработка со општина Тетово, имаме побарано и од страна на Министерство за да се започне веќе еден објект во општина Тетово, бидејќи имаме потреба. Моментално, значи од времето од 5 месец, од мај месец, кога и беше запишувањето на децата во градинка, е установено дека 280 деца имало надкапацитет пријавено, а секој дневно ни се зголемува бројот. Очекуваме најголем број на пријави да имаме пред септември од родители кои дали не знаеле дека во мај биле уписите, дали рачунале дека ќе има место. Затоа мислиме дека и колку да имавме и уште еден објект немаше да ни заврши работа, за да можеме да ги примиме спрема нормативите да бидат децата во група. Но секако од страна на Советот на општина Тетово имаме дозвола за да примамо надкапацитет и ќе ја искористиме колку да не ги враќаме родителите, да бидат свите деца згрижени, но по наша можност, колку ќе може. Капацитетот, кога и го реков, значи капацитетот на објектите за целодневно згрижување на децата. А центрите тука не ги рачунав и објектите во други просторни услови кои ги имаме во општина Јегуновце, Нераште и Боговиња. И 7 центри кои се во руралните средини на градот. На објектот поток ќе се прават големи реконструктивни сафати поради што децата од тука ќе бидат префрлени во објектот кај спортски центар. Со цел подобрување на условите во градинките на нив се работело цело лето. Моментално се работа, значи некои работи кои беа хитни, што би требало да ги санираме за септември, веќе ги работаме по објекти. Ќе се започне со работа оваа недела во спортски центар да се варосуваат неколку занимални, а додека поток сигурно имате таква информација дека од 1 сме го затвориле, затоа што ќе започнеме со работа. Ќе се менјава пенџери, ќе се санира или ќе се реконструира санитарните јасли,
Очекуваме поголема работа на поток, бидејќи поток не остана нереновиран. Децата од поток се на спортски центар. Во спортски центар објектот. Додека веќе завршивме со реконструкцијата во Джепчиште, општина Тетово. Значи, тука и таму очекуваме некдека 50 деца капацитет имаме, за да се примат децата од таја средина. Се уште немаме склучено договори со новите деца, бидејќи се склучуваат пред септември, некдека после 15 овој месец. Ние им даваме договори и пријави пријавите се дел од документацијата кои треба родителот да ги донесе. Тука са документацијата за вакцинација и други работи, ако детето има други здравствени проблеми. Комисијата која ги примила децата, значи при прием, прво разговара со родителите, каде родителите се должни да кажат ако детето има здравствени проблеми, за да знаеме каде и како да ги примимо и да ги распоредиме. А уствари сега ќе ги донесе и другата документација која е потребна. И рачунаме дека свите родители пред први ќе бидат со склучени договори со установата, со уплатени средства за прием на дете. Значи, уште како и порано и уште денес уплаќањето за еден месец за дете е 1490 денара. Поголем број на деца, значи е примен децата кои ќе бидат згрижени со целодневен престој, бидејќи тие родители сигурно највише имат потреба, ги рачунаме дека имат највише потреба, ако са двајцата вработени и нема кој да им ги чува децата, затоа прво се примаат родителите кои бараат целодневен престој во градинките. И понатаму ќе функционира така наречената меѓусмена за родителите чии деца имаат потреба од престој во градинка од 10 до 19 часот. Капацитетот на сите објекти на градинката Младост е околу 500 деца, а досега се запишани околу 800. Заедно со децата од центрите за ран детски развој, бројката достигнува до 1080 деца. Следуваат информации кои ги објави Министерството за внатрешни работи. На 9 август, среда, во 9 часот и 50 минути, во Тетовската полиција 74 годишник од Тетово пријавил дека пред 6 дена, на 3 август, околу 10 часот, од дома излегла неговата сопруга и се упатила на пазарот во градот и не се вратила дома. Таа не била достапна и на мобилниот телефон. Се преземаат мерки за пронаоѓање на лицето, соопшти МВР. Полицијата информира дека вчера во 9 часот и 30 минути на булеварот Видоес Милевски Бато во Тетово се случила сообраќајна незгода во која 24 годишник од Тетово, управувајќи патничко возило Пасат со скопски регистарски ознаки, удрел во 66 годишен пешак од Тетово. Во незгодата пешакот се здобил со тешки телесни повреди и по укажаната лекарска помош во клиничката болница Тетово бил пренесен и задржан на лекување во ургентен центар Скопје. Во 12 часот исто така вчера на регионалниот пат село Желино, село Сиричино се случила сообраќајна незгода помеѓу патничко возило Фиат Пунто со тетовски регистарски ознаки управувано од 36 годишен жител на село Копанце и патничко возило БМВ со тетовски регистарски ознаки управувано од 42 годишен жител на село Зормиште. Како што соопшти МВР, во незгодата со тешки телесни повреди се здобила жената возач на возилото Фиат Пунто, која по укажаната лекарска помош во клиничката болница Тетово била пренесена и задржана на лекување во ургентен центар Скопје. Возачот на БМВ-то и сопатничката од село Зормиште се здобиле со телесни повреди и биле задржани на лекување во клиничка болница Тетово. СВР Тетово поднесе кривична пријава против 32 годишен жител на село Сарачино поради постоење основи на сомнение за сторени кривични дела, недозволено изработување, држење и тргување со оружје или распрскувачки материи и предизвикување општа опасност. Како што соопшти МВР, пријавениот изреволтиран бидејќи неговиот сосед вршел изградба на куќа, заедно со својот брат излегол во дворот и со ловечка пушка, сопственост на неговиот татко, испукал неколку пати во воздух.
СВР Тетово поднесе кривична пријава против 58 годишен тетовец поради постоење на основи на сомнение за сторено кривично дело бесправно градење. Во текот на 2017 година на улицата Браќа Миладинови во Тетово, пријавениот изградил стамбен објект без да поседува дозвола за одобрение за градба од надлежен орган на општина Тетово, соопшти денес МВР. Сдруженијето Зелена лупа бара одговорност од судиите кои одлучуваа за екс-функционерите од УБК Горан Груевски и Никола Бошковски, кои се обвинети за незаконското прислушување, а повеќе од 2 недели се во бегство. Денеска од Зелена лупа поднесуваат кривични пријави против 10 судии. Дополнително ќе бараат Советот за факти да утврдува дали судиите работеле совесно. Судиите против кои е поднесена кривична пријава за злоупотреба на службената положба се Ленка Давидковска, Татјана Михајлова, Дијана Груевска и Лиевска, судии во Кривичниот суд, Лилјана Ивановска Шопова, Сафет Кадри и Цветанка Периќ од Апелациониот суд и против судиите Јово Вангеловски, Фајкар Слани, Ристо Катавеновски и Джемали Саити од Врховниот суд. Додека судот си креира негови измислени кривични постапки, обвинетите едноставно имаа право да избегаат, што и се случи. Тој што има способноста ја има и одговорноста. Пред се одговорноста за граѓаните и за жртвите. Не може да се штанцаат мерки притвор за обичи смртници. Не може гаранцијата да биде непозната категорија. Не може да се произведуваат духовно сакатени луѓе, а за определено привилегирано малцинство да се проведуваат непостоечки судски постапки. Ова мора да запре. За таа цел, Зелена лупа поднесе кривични пријави до јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и поднесе иницијатива за покренување на одговорност на судии до Советот за утврдување на факти. Во спомен на загинатите припадници на армијата кај местноста Љуботенски Бачила во 2001 година, делегација од Министерството за одбрана и армијата на Република Македонија денеска положи цвеќе пред нивните споменици во селата Волково и во Љубанци и кај спомен плочата во касарната Илинден во Скопје. На 10 август 2001 година военотоварно возило на Арама на патот кај местноста Љуботенски Бачила нагази на 2 противтенковски мини. Животот го загубија 8 припадници на резервниот состав на Арама од гарнизонот Скопје, што беше повод за воени дејствија. Во борбите загинаа 10 жители на Љуботен, за кои пред Хашкиот суд се најдоа Љубе Бошковски и Јохан Тарчуловски. Изгасен е пожарот што вчера и ноќеска му се закануваше на манастирот Трескавец кај Прилеп. Според Станко Колески, командир на Прилепската противпожарна единица, преку 100 доброволци се јавиле на повикот и во раните утрински часови пожарот е изгаснат, но во текот на денот жариштето го чуваат околу 70 луѓе. Меѓутоа, еден крак од пожарот е се уште активен во нискиот дел кон селата Горносело и Мраморани. Гори сува трева, работат екипите и активирани се околу 30 луѓе. Во Прилепско се активирани уште 2 големи пожара. Едниот е во атарот на селото Бонче и Крушевица. Таму се зафатени 150 хектари мешана шума и теренот е тешко пристапен. Веќе 5-6 дена е активен и пожарот околу Прилепското село Никодин. Таму се зафатени околу 250 хектари дабова и букова шума. Вчера беше интервенирано со хеликоптерот Арама, а денеска се очекува да пристигнат канадери од Дирекцијата за заштита и спасување, изјави Колески. Хрватскиот министер за земјоделство Томислав Толушиќ денеска донесе одлука за повлекување на правилникот за фитосанитарна контрола на овошјето и зеленчукот увезени од држави што не се членки на Европската унија, со кој цените на инспекциите беа зголемени за над 22 пати. Ваквата одлука на Толушиќ уследи по жестоките реакции на земјите од Западен Балкан кои директно беа погодени од ваквата одлука на Хрватска донесена минатиот месец. 35 новинари од сегашни и поранешни медиуми се уапсени во Турција во полициска операција против движењето на исламискиот проповедник Фетулах Ѓулен, кој е обвинет за неуспешниот обид за преврат на 17 јули минатата година, јави Анадолија. Новинарите се приведени поради тоа што го користеле системот за комуникација Байлок. Тој систем, според полицијата, е создаден специјално за комуницирање помеѓу поддржувачите на Ѓулен.
Двокатен автобус утринава удрил во една продавница во Лондон, при што повредени се неколку лица, а 2 се заробени на горниот спрат. Возачот е одвезен во болница, а патниците биле згрижени на лице место од страна на лондонската амбулантна служба. Инцидентот предизвикал сообраќаен колапс, а полицијата ги замолила граѓаните да ја избегнуваат улицата Лавандер Хил, каде што се случила несреќата. Француската полиција пукала, а потоа уапсила осомничен за нападот со автомобил на група војници во предградието на Париз. Автомобилот влетел во војна патрола, при што се повредени 6 војници. Полицијата потоа го бркала автомобилот и пукала и го ранила осомничениот. Тој е уапсен и според полицијата станува збор за човек во доцните 30 години, пренесуваат медиумите, повикувајќи се на извори вклучени во операцијата, кои сакаат да останат анонимни. Министерот за внатрешни работи на Франција, Жерард Коломб, вели дека актот е намерен и дека човекот го сторил тоа на своја рака. Вашингтон протера двајца кубански дипломати откако персонал на американската амбасада во Хавата почнал да се жали на чудни физички симптоми и акустичен напад врз американските дипломати во Куба. Во американскиот State Department сметаат дека некои припадници на американската амбасада во Хавана биле подложени на акустичен напад со примена на специјални уреди. Функционер на американската администрација изјавил дека дел од службениците во амбасадата во кубанската престолнина го загубиле слухот. За сега не е познато што точно се случило, но портпаролката на американската дипломатија Хетер Науерт изјави дека нема дефинитивни одговори за изворот или причината. Кубанското министерство за надворешни работи соопшти дека ги истражува ваквите наводи. И денес продолжија пеколните горештини. Имавме сончево и многу Имавме сончево и многу топло време со утринска температура од 14 до 22 степен, а дневната се движеше од 32 до 40 степени Целзиусови. УВ индексот беше со вредност 9. И утре подрачјето ќе биде под влијание на многу топла воздушна маса. Не очекува претежно стабилно и многу топло време. Утринската температура ќе се движи од 13 до 20, а дневната од 32 до 39 степени Целзиусови. Овде го завршуваме денешното најново издание на регионалните вести. Благодарам за вниманието. Пријатно.